Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание, Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва имаме гостин во студио и со него официјално на некој начин ја започнуваме и ние како емисија влегуваме во кампањата за избори, локални избори 2021 година. Вечерва гостин во студиото е Гога Поп Ѓоргиев. Точно така, благодарам Јанко на поканата и поздрав до сите гледачи на ТВ Сонце. За мене лично си тотално непознат. Како да сме седнале во кафана, кажи ми нешто за себе. Кој си, што си, од кај си? Имаш малце шармантен еден акцент и ми се чини дека од битолскиот регион тоа некако да влече, а и плюс име во Гога, само во Битола може да се најде. Чудно, нели? Вака се. Името Гога доаѓа од прекарот на мојот дедо. Тој прекар го имал во партизани и му бил даден бидејќи бил курир. Иначе по потекло сум од Егејска Македонија, но се геец. Корени влечам од другата страна од Скопје, односно од Стара Чаршија. Пораснав во околината на Песталоци, таму сум роден, таму сум завршил основно училиште, значи тука тој Дебармалски буњаковец дел. Приватно се занимавам со менаџмент. Тоа го работам последните 5 години. Работам на промоција на нови технологии, особено во областа на автомотив и електроника, но и во областа на енергетика. Тоа се нови материјали, нови технологии, автоматизација и слично. Како би ја затерал цела емисија само за ова да зборим. Искрено да ти кажам, да не слушам за тротоари, за избори, за се, но тоа е дел од шемата. Така. Се надевам дека тие твои познавања ќе успеам нешто да излечам, бидејќи имаме време, немаме повеќе гости за вечерва, така што можеби ќе можам и нешто повеќе да излечам околу твојата професија. Вечерва си овдека како кандидат за градоначалник на општина Центар, така? Да. И поддржан си од твоја партија. Тоа е партијата која е формирана лани, ја формира неколку брилјантни интелектуалци, пред се Иво Антов, Лондончанецов и оне, може да го спомнеме. Виктор Стевич може да го спомнеме. Како не, зошто не? Да, мислам дека и он е еден од основачите, иако се, нели, торти и најче се наекспонирани како најстари, ама мислам дека суштината на потеклото е луѓе со сличен ментален склоп, слични години како твоите и така натаму. Одушеви кога се појави, кога ги видов Антов, Стевич и така натаму, малку задршка кога ги видов овие постариве, но тоа е тоа. Кажи ми малце за твоја партија. Твоја партија е многу интересен, да го кажам, феномен што се случи во Македонија. Феномен е затоа што ние се појавивме како први иницијатори на интернет партија. Со идеја да немаме штабови, да немаме класично членство, со идеја да немаме фиксни чланарини, идеја да ги побиеме сите тие штабски случувања и оној класичен партиски, како да го речам, феномен, со идеја да ги побиеме сите оние непотребни инвестиции во сите тие пропратни работи што кај нас го дефинираат зборот партија како партија. Има помлади луѓе, има повозрасни луѓе, има луѓе со секакви размислувања, ние не сме едноумие во партијата, има буквално секакви и сите се добре дојдени. Добре дојдени се оние кои што немаат гревови огромни од минатото и не се нормално штетници за ово општество, него луѓе со некакви позитивни идеи и добри намери. Тоа се луѓето генерално вака од твоја партија, тоа е профилот што го застапувам. Ние немаме партиски книшки, немаме членски книшки, кај нас, условно кажано, во оваа интернет виртуелна партија, се добре дојдени сите кои имаат некаква квалификација, а не партиска книшка. Добро, мене лани ова све вака формално кажано ми звучеше како демагогија, затоа што некои од повидните и повисоките членови на партијата јавно лобира да се забрани и нивните членови да гостуваат во мојата емисија, бидејќи јас сум бил окарактеризиран како таков и таков според нивните ведувања, што е, нели, сосема легитимно, мене ми беше очекувано.
кога ми се понуди ти, ти беше анонимен на Твитер со анонимно име и кога објави дека ќе се кандидираш, ја мислам прв ти искоментирав и те покани во емисија. Ти ме иницираше да го отворам профилот и јас тогаш ти ветив дека јас меѓу првите гостувања што ќе ги имам, поточно ми е второ гостување, ќе го направам точно кај тебе за да ги симнеме што се вика маските, се е модерно, нели тој израз, да ги симнеме маските и да се испочитуваме онака градски како што треба. Тоа, кој какво мислење од мојата, твоја партија или од друга партија или некој човек има лично за тебе, мене не ми е важно. Не, во рете го разбиваш оној моето видување за твоја партија, бидејќи мислев дека хиерархијата. Во рете, не е тоа проблем. Ја како стареа ми годиниве ми да така и суетата ми паѓа. Знаеш, кога сум помлад малце повеќе ме дразни, ама сега ми е очекувано и легитимно е и претпоставувам дека ни ја не сум безгрешен и сигурно имало добра причина зашто и тие така рекле и јас си го прифаќам сето тоа, джентлменски витешки, без оглед на целата реторика. Но твоето појавување тука ми дава за право за она што го говореа, особено, еве, ја ќе истакнам двајца членови, нели, веќе го спомнав, Виктор Стевич и Иво Антов, кои се, мислам, луѓе според мене, кои ги познавам, доста комуницирам, не лично, за лично тебе сега веќе поише те знам него нив, Иво Антов одамна не сум го видел, но ги сметам за луѓе кои се со извореден општествен потенцијал во својата сфера и штета е што немаат некое повлијателна функција или ниво или позиција во општеството. Особено еден Иво Антов, кој е и уметник, и практичен, и човек кој има многу здрав поглед на општеството. Ајде, како те гледам и ти, каде имаше свој прв настап? Значи, мојево следно прашање ќе биде? Тоа е на интернет телевизија, мислам дека се вика Слободна. Добро. Нешто беше со Слободна кај Чововски. Добро. Значи, тој ме покани, бевме во парк, во една убава атмосфера, кај малото мече, кој единствено ја она скулптурата мечеше. Добро. Па тоа е едино што ја преживеа урбаната катастрофа на Скопје и ми беше онака супер таргет да се најдеме таму, пошто генерацијски ги обединува многу генерации. Зошто не отидовте кај аквадуктот, например, и од таму да речете, мислам, извини, карикирам, ама немој, молим те. Не е у центар, аквадуктот. Ајде, сега со тоа се градало, па ти погледни што село беше еден Дубај, па сега. Нормално е, мислам, ја гледам зошто се напињаат со тоа луѓе. Иако се слагам, ти си кандидат за центар и ќе треба, дека веќе доаѓаме до еден момент кај што мислам дека веќе нема простор за било какви интервенции. Ќе зборнеме. Ајде да зборнеме тогаш. Општината, главните пари за живење на една општина се од комунали. Точно. Значи, она мора, ако треба, у космос ќе измисли простор платформа. каде и за да се гради, бидејќи нема од што друго. Точно. Мојот предлог, например, на Коце Трајановски, на времето кога ја благодарејќи на него многу научив, и јас сум центарско дете, знаеш, позади Равстор живеам. Точно знам. Му викав, направи еден подземен премен кај Рекорд. Уште немаше тогаш теза да се затвори таа улица, да биде пешачка зона, така, па да се вкрсти со Македонија и совршено. И викам, за да ги нема оние семафори, пешаци чекаат, па застанува сообраќај, да има еден подземен Многу било скапо, неисплатливо и така натаму. Викам, по 10 дуќани, 5 од едната страна, 5 од другата страна. Кирија ќе им земеш по 500 евра. Тоа е за градот вака, секој месец, колку пари се тоа? 10.000 евра ти доаѓа добро утро, први стигна господине градоначалник. Значи, мислам дека такви некои работи, но очигледно ја не ја разбирам математиката на живење на една општина, а ние немаме градоначалник еден, Скопје, ние имаме општина центар, кисела вода, Гази Баба, Ѓорче Петров,
Уште колку имаме ние градоначалници? Милион. Сега ќе ви кажам А еден Њујорк? Точно. Ќе ви кажам една идеја која господја Најчевска многу добро ја образложи. Тоа е дека треба општините да се расшират, односно намалат. Така? Општините да се расшират, односно намалат. Како да, тоа да се расшири, да се намали? Да се намали бројот на градоначалници. Соодветно, значи да се прошири реонот на општините. Добро. Така ќе го избегнеме ова што ти го говориш. Сега има уште една многу убава работа која ние вака сега партиски ја предлагаме, а тоа е друг начин на финансирање на општините. Сега тоа треба да се изанализира, треба да се студира дали е воопшто возможно, а сигурно е возможно некако да се направи. Ние како општини можеби разговараме за некакви пари и некакви милиони, меѓутоа споредбено со градови кои што имаат слична популација како нашата, нашите буџети општински и градски се многу минорни, а сите кандидати за градоначалници ветуваат неверојатни проекти. И тоа според мене како кандидат за градоначалник е малце небулозно. Затоа што едноставно мислам дека е премногу да се направи прво во еден мандат, па макар и собрани буџетите, второ, едноставно тие не се доволни. Не знам каде и од каде ги собираат другите градоначалници информациите, јас ќе ви кажам еден податок, дека на светските бирзи основните материјали се скокнати до 50%. Значи, ако нешто некад сме можеле да го направиме за многу помалку пари, сега наеднаш во репроматеријали ќе чини многу. Сега кои се идеите? И од каде тргна овој, да речеме, целиот зелен бран? Наеднаш туку се појави сите со кречија зелено, зелена енергија, зелен сообраќај и така натака. Од каде тргна? Небулозно е кога констатиравме дека буџетот на една општина 99% доаѓа од градењето во таа општина, да кажеме дека во една општина се ќе се стопира и ништо нема да се изгради. Тоа е небулоза. Од што ќе живее таа општина е второто прашање, нели? Што се трудиме, уште чекам да објасниш одговор. Еве сега, како на ниво на партија да се вратам, ние имавме многу добра зелена политика за ослободување на монополот на создавање и произведување на зелена енергија преку соларни панели. Зошто зелената енергија да биде достапна само за малкумина, а истата да може да се произведува во урбани средини и соодветно да се дистрибуира низ мрежите и на тој начин општината да заработува нешто, на тој начин општината да плаќа помалку на монополите кои што се занимаваат со енергетика. Ај малце дообјасни го попрактично, за да ми стане и мене и на гледачите јасно за што говориш. Например, имаме, сите кажуваат, ќе правиме фасади. Од буџетот ние сме обезбедиле, ќе правиме сега 30 фасади. Така? Добро. Зошто никој, например, од градоначалниците нема врска дали е за центар Ѓорче, од кај да е, не отиде да го слика ФФМ во аеродром и не увиде за овие 4 години дека ФФМ има направено прва вертикална инсталација на соларни панели. На фасадата? На фасадата, да. Фотоволтаични или фотоволтаични? Точно. За производство на електрична енергија? Точно. Добро. Има вертикална и има кровна. И сега, замисли, ако тоа можеле да го направат ФФМ, ние кога би стаиле, ако дозволи статиката и инжинирингот на градски стадион, ако цел градски стадион го направиме со таква фасада, замисли таа инвестиција за колку брзо време, бидејќи јас сум човек од технологијата. Јас знам колку брзо се движи технологијата на соларните панели. Баш пред некој ден имаше ново откритие на кристалите за поголема ефикасност. Значи, колку брзо ние таа инвестиција како град ќе ја вратим. Но тие фотоволтаични имаат рок на трајање. Тие се скапа инвестиција, брзо почнуваат да произведуваат зелена енергија, но барат големо одржување, бришење, чистење и се троши. Кога нешто се произведува што
што емитира електрони, нормално дека изворот се троши. После известно време тоа мора да се замени. Во ред, може и за ова да дебатираме. Мене ми е изворедно привлечено. Што мене како граѓанин на центар или на центар нешто му значи што вие ќе ставате фотоволтаични фасади? Еве да тргнеме вака. Како нему ќе му го подобри тоа животот? Да тргнеме вака. Многу едноставно. Доколку стимулираме, досегашнава власт, например, имаше идеи на стимулација на велосипеди и имаше една идеја на стимулација на инвертери. Купива луѓето инвертери, Добро. ги инсталираа, струјата рипна 7%. Така? Така. Друга небулоза. Направива луѓето низ цела Македонија фабрики за грејење на дрва, печки, пелети и така натака и така натака. Почнаа да ги извезуваат и продаваат своите производи и на македонскиот пазар. И наеднаш државата вика, не, ние ќе спонзорираме инвертери кои што ни доаѓаат претежно од Тајланд, Кина, Тајван, од каде све не доаѓаат од светот. Значи, ние идеме у случајов сами против себе. Што е она што ќе го подобри квалитетот на живот, беше прашањето и да се навратам. Тогаш ова бара уште до објаснување. Ова е само, можам да го детектирам како партиската спротиставеност, затоа што проектот за пелети, грејење за пелети, за да се намали загадувањето, што е многу окей, пелетите се изворедно, ефикасни се, многу греат, многу е поевтино. Имаме македонско производство и на пелети и на печки. Точно. Но она што е интересно, што доаѓа друга партија на власт и све ништи претходната, значи нема... Тие меѓусебно се минираат, Јанко. Тоа е лошото, што едните ги минираат другите. Иако и се слагам дека и инвертерите се одлична работа. Еве ги, ние ги имаме овде. Перфектна. Ама треба ли некоја конзистентност во една стратегија на подолг рок? Точно така. Сега види што убаво сте детектирале таму. Чекај бе, ние потикнуваме ова, размислувал ли некој што прават нашиве производители на пелети и така натаму? Никој ништо не размислува во држава на долг рок. Ние имаме толку мали, еве погледнете ги на интернет, јас ке зборувам со факти. Погледнете националната стратегија за сообраќај. Таа е толку кусо гледа и ние толку во тие насоки делуваме експлозивно и кампањски, што наеднаш медиумите кои ќе притиснат со својата пропаганда, ние веднаш тоа колаче си го лапнуваме, си го сожвакуваме и агитираме за нешто. Ние немаме национални стратегии. Другите држави и градови прават политики кои што се на 50, на 100 години. И тамо веќе не збориме за 4 годишен буџет, тамо збориме за 100 годишен буџет. Метро која се гради, например, во некои градови се гради по 60 на години. За да го во Софија метрото колку години се градеше. Меѓутоа кога градот го доби, наеднаш виде аер од целото тоа. И еве ги бенефитите што можат луѓето да ги добијат. Морам да ти признам дека ова што го кажа силно, многу е појако него што го презентираш, затоа што на почеток на 20 век Њујорк започнува да гради метроа подземни. Точно. Значи, луѓе се чудеа, што ќе ни ова? Зошто? Затоа што тогаш конјска запрега беше. Ама ние доволно е експанзијата на самиот град. Значи, дадено име на стручњаците, на инженерите кои имале веќе видување со првите мотори на внатрешно согорување дека како ќе се развива. Значи, се терало политика што се терало, али се идело да се направи Значи, тоа што изграда на почеток на 20 век, крај на 19 век, Њујорк до денеска го користи и го направи најголем град во свет. И потполно си во право, сакам да ти дадам пиетет, дека стратегија не се прави само додека е партијата на власт. Еве сега видов, например, ја гледам, некои мои колеги работеа на PR-от снима, се гради мост кај хотел Москва. И тоа е убаво. Ќе оди тој мост. Но кога отворив Google Earth, тој мост брзо ќе биде завршен, но не оди никаде.
Значи, он влегува у дворови на куќи. Значи, ние разбирам да ми збори, види, ова е прва фаза, во втора фаза ќе идеме со откупување на имотот. Ништо нема. Ја па имам пријатели и роднини таму, зборам, не бе, вика, нити е дојден некој, нити е се. Сега се викам, што со ова? Сега ќе сечат ленти, ќе го отворат мостот, а мостот не води никаде. Пруга кон Бугарија. Истата приказна се повторува. Врати ми се за општина Центар да ги заинтересираме граѓани. Што е она? Ова е многу интересно, пак ќе се навратиме на тоа. Но ајде сега, што го тишти граѓанинот на општина Центар? Што треба да биде? Значи, треба ли општина Центар да биде, тоа е многу интересно, како концепт. Даунтаунот секогаш е место за бизнис и забава. Се живее, се спие, тоа е веќе во приградските населби. Тоа се убави, тие се раскошни, тоа е Новолисиче, аеродром, тоа е Карпош, тоа е Радишани и така натаму, не знам, Сопиште се развиваме. Ние овдека, ние вечерва треба да збориме и луѓе ќе се јават у општина Центар, Бучава му било. Океј, каде тогаш треба да биде ноќниот живот? Што треба да биде? Ќе го правиме Центар да биде бизнис и забава, како што е секаде во свет, или ќе го правиме пензионерски дом и да го смириме и да го направиме како Крушеваc 76-та. Така, у 10 сат гаси све мирно и спокојно работничката класа да се отспие и са бајле да фрли 2 јајца на точак и да само управува. Не, дали сум јасен? Извини што сум обширен. Може ли еве вака да кажам нешто во тој аспект? Јас ќе дадам една компарација од таму каде што сум бил и сум престојувал доста време. На пример, тоа е Лисабон. Лисабон во својот центар има ниски градби, многу слични на нашиот Девармаалски. Меѓутоа, тамо луѓето си се договориле дека во секоја зграда ќе има руфтоп барови. И на кровот од секоја таква мала зградичка имаш разна содржина. Различни барови едноставно. Но тоа они си го прифатиле така и тоа функционира така и тоа е туристичка атракција направена така. Сепак зборуваме за држава која што била колонијалистичка држава, релативно богата држава, иако е меѓу најсиромашните во Европа, но сепак е Португалија. Ајде сега тоа да го видиме низ призмата овде. Првото нешто што никој не го направи за центарци е тоа да им даде понуда. Понуда да им даде. Имено, имаме луѓе во Совет. Тие не се сите од СДСМ, не се сите од ВМРО ДПМН, не се сите од Левица, не се сите од X партии кои што се внатре во Советот. Тие се различни. Па токму тие луѓе треба да добијат задача, бидејќи се директно одговорни за одлуките во општината, дали да ги подкрепени од својата партија, дали подкрепени од интелектуалниот свет кој што го познаваат, дали подкрепени од граѓанските иницијативи кои што за нешто се залагаат, да им дадат адекватни предлози на граѓаните на Центар, кои што потоа, можеби, ако е тоа нужно, да се направи граѓански референдум преку кој граѓаните ќе одлучат што сакаат. Никој не направи убава ревизија. Еве сега гледам по програмата на некој од градоначалниците, вели, ние брзо ќе ги донесуваме дуповите. Да, брзо во чија корист? Лесно е ти да ги викнеш тамо да дигнат рака, ама што? За кого? И потоа тој дуп да има импликација не само во самата општина, негативна импликација, не само во самата општина, туку таа негативна импликација се прелее и во Карпош, рецимо. Рузвелтова, Центар. Наполитанки. Чекајте малце. Имаме урбанисти, имаме прекрасни архитекти, имаме комора на архитекти. Зошто мора да биде тој што е властодржец, тој да ги одлучува сите работи, како јас, како градоначалник, да бидам единиот што ќе даде подпис за тоа? Јас комплетно те разбирам. Меѓутоа, јас се оградувам од тоа, бидејќи имам професионалци на неколку нивоа. Веќе прашањата на општините станаа правни, веќе не се урбанистички.
Значи, правно треба да им се докаже и покаже на луѓето дека тоа што е предложено не е добро според закони. Се коси со секаква логика. И тука ќе го подобриме квалитетот на животот и ќе направиме едно инклузивно собрание. И ќе ви речеме, повелете луѓе, сакате да одговорам на твоето прашање, сакате да го правиме центар како даунтаун приказна, каде што ќе бидат деловни центри овона, или сакате нешто шесто? Не. Јас се извинувам. Зошто ги идеализираш граѓаните на општина Центар? Јас сум од општина Центар. Те сваќам, и сега, општина Центар се свесни граѓани кои знаат што сакаат, кои имаат развиена свест и не. Не. Дали знаеш што е акламацијата на општина Центар за општина Центар? Каде се сложија? Урушењето на галијата. Точно знам. Рушењето на галијата. Значи на сите булшити кои граѓаните на општина Центар ги не беа ни шахтите проблем, ни ѓубрето проблем, ни оние глупости кај Рамстор ставани оние столбовине од 70 години кои беа користени за плакати редење, за филмови, па ги извади сега Шилегов, ги ишкрта и тоа било некаква уметничка инсталација. Абе, болни умови. Абе, јас сум опериран од уметност, ке ви кажам, тоа е невкус. Тоа е исто како да ставиш нокшир и да викаш, види, Корбизие, ово е уметничка инсталација. Нонсенс. Али затоа сите граѓани, браво, рушиме галија. Не е проблем, нека се руши галијата. Галијата да биде последната приказна во низата на ова. Не, тоа е првата приказна. Втората приказна беше автобуската станица во ГТЦ. И тука све. Ние немаме една рамна. Може да ти одговорам? Немаме една рамна, само да ми издише за да се заќутам. Немаме една рамна шахта. Немаме велосипедска патека со континуитет, велосипедист кај што може да вози. Ние немаме средено за ѓубрето каде да го фрла. Концентрацијата е преголема од луѓе. Решенијата за паркинг се носат со покачување на цената. Па дај неме кили. Тоа е тоа. Еве, веднаш ќе ти одговорам. Галијата, во ред, може би и јас не се согласувам со нејзиниот изглед, може би, но тоа треба да се докаже. Дали навистина го стеснува коритото, дали загадува, какви импликации има галијата врз течението на реката Вардар, со ништо од тоа не се позанимаваа да ни покажат и докажат, тргнаат веднаш да рушат. Но што е тука проблемот? Пред да ја рушат, направија чисто нов плочник. И сега камионите, кои ќе доаѓаат да ја рушат галијата, ќе го искршат плочникот. Ме разбираш? Што се случува? Сега, ако веќе имало нешто во план да се прави, нели редоследно треба да се прави, пошто ние сега пак ли ќе го плаќаме плочникот што ќе го изгазат тие теретни камиони там. Буквално пропаднаа во истата дупка каде што пропадна ВМРО ДПМН на фонтаната во сред центар. И едните и другите со камионот. Браво, тамо, на истото место. Тргнуваш по новиот плочник. Тргнуваш. И гледаш во земја. И тој е црвен. Продолжуваш према Стопанска банка, гледаш шантриви, сиви плочки. Па гледаш шлаканица асфалт, па гледаш некакво бело терацо со дупка у средината која што не е ни адекватно обележана. Не е терацо, уште полошо, мермере. Па продолжуваш понатака и гледаш оние коцки како никој да не ги пипнал вчера да се направени од Тито. Добро си го забележал. Значи, знам, не е тоа од време на Тито, тоа е од време на предвојната, кој знае кога. Да. Мажерманските улици беа доскоро така. И сега ние што правиме? Гледаме ретроспектива, сите се дичат 15 години, ќе ја правиме левата страна на Вардар, па ќе ја правиме десната страна на Вардар. Левата страна, гледам видео од 79-та, го има кај мене на профил, средени и левата и десната страна. Што е проблемот? Што е друго проблемот, ќе ти одговорам во овој контекст да се задржиме. Кога беше Коце Трајановски градоначалник, ќе ви направам палми, ќе ви засадам, врби у Вардар, ќе ви направам бич волейбол, ќе ви направам плажи, ќе ви направам све, а Вардар сирот, загаден, презагаден,
не можеш ни да се бањаш, ни нога да брцнеш, ни рака да брцнеш за нигде. Зошто? Па затоа што се што се градело пред тоа, сите фабрики излеваат фекална канализација, излеваат отрови, излеваат отпади во Вардар и затоа е тоа. И што е решението? И нема санкции за нив, и нема ништо за нив. Ако не ми го кажеш точно решението, ќе те избркам од студио и ја ќе се кандидирам. Решението е да имаме функционални институции кои што ќе го санкционираат тоа. Не, и решението е да ги и решението Господине, е да го... Попгеоргиев седи кец. Ајде повели кажи го ти. Колекторски систем. Добро, колекторски систем, тоа е едно решение. А не, тоа е цело решение за Вардар. Добро. Значи, за Вардар да можеш било да го направиш пријатен за идење, тоа инфаркт штрасе. Да, инфаркт е добар ти е тоа. Да, инфаркт штрасе, кое, нели, СДСМ се бунеше и јас се бунев тогаш, зато и Груевски престана да доаѓа кај мене. Значи, ние го немавме од Карпош до Ново Лисиче, да имаме па да свртиме од другата страна, затоа што 10-12 години те галии се градеа. Точно. Сега мост овој ке гради, мост кој не води нигде, рековме, така? Да. Детектиравме дека мостот ќе го пуштат сега и не води никаде. Нема улица, нема кај да се спои. Тоа, ако ми изберете, може ќе го спојам, ако не ми изберете, вака ќе ви стои. Вака ќе си остане, продужете како знаете. Така. Тоа е уште од времето Ние имаме проблем со подземниот катастар. Извини. Но ние за да може Вардар да мавнија, ова е добра калено стакло е. Ако го скршиш, алал нека ти. Вардар, ако ние ставиме колектор, значи од влезот на Вардар, па од влезот на Скопје до излезот, секоја канализација и да излезе на крај од градот, тогаш ние на Вардар што сакаш ќе правиме. Тогаш можеме да се можеме плажата да ја отвориме. Ете тоа е. Моите родители растеле на таа плажа. Јас сум можеби еден од последните кои се има капено во Вардар. Уште додека се градеше, паметам, се градеше Кеот. Да спомнем. Значи, колектор за ама тоа не е општина Центар. Тоа е град Скопје. Точно. Ние збориме што правиме со Центар. Секундарно. Значи, секундарно. Ние, пошто немаме такви национални стратегии, синки реката е само на Скопјани или реката е само на центарци. И Кеот не е наш. Точно. Кеот е Обединети нации. Не е ни Кензо Танге. Точно. Ние немаме национални стратегии, односно национална стратегија во екологијата, што се случи? Икс работи што треба да се решат, не се решаваат со децентрализација, уште со децентрализација и распределување на буџетот, него се оставаат да бидат решени од страна на минималните буџети што ги имаат општините или што ги има градот. Значи пак се враќаме на првото. Да се исчисти Вардар, тоа е огромен залак. И да дојде некој градоначалник да каже ја ова ќе го направам, милиона ќе го направам, тоа све е небулоза, затоа што треба како држава да се заложиме за тоа. Сега има интересни проекти, например, што се за 5 пари, ама на никој не му текнале. Ајде кажи, значи, кажи нешто практично. Да се стават мрежи или вид на брани, кои што ги има и се ефтини, и кои што барем кабастото ѓубре, кабастиот отпад, ќе го собираат, да нема да пловат фотели, шишиња и други глупости по самата река. Таму каде што се направени градежните работи, таму е цело време шут. Тоа еднаш требаше да се исчисти, 4 години имаа на власт да го исчистат. Претходниве не до завршија, еве они можеа. Барем тој потек, да не биде грдо, да не биде ругло. Главните проблеми на центарци, има многу точки кои што се проблематични за центар. Едната точка е, например, како што ја кажав, Треска. Таму имате луѓе што живеат, што уште немаат имотни листови, а веќе им исцртана судбината. И сега некој нив им рекол, слушајте, иселете се од тука, ние ќе ви даеме ово, она, на жими мајка. Како така? Ништо друго, освен тоа едно што е понудено за тамо, ништо друго не е понудено. Не е инклузивна оваа власт. Оваа власт е недемократска, абсолютистичка. Имаш во општина Центар си решаваат да си делат лаптопи, државни, купени со државни пари, таму имаш мнозинство советници од СДСМ,
да ние тргневме со граѓански отпор и медиумски притисок, они ќе се изгласаа комотно, да, ја сакам државен лаптоп. Улиците ќе си ги земат. Доволно е скандал лагата дека во Треска нема да се градат нови згради. Не, тоа е апсолутна лага, исто е лага дека тоа може и има некаква шанса да биде парк. Значи тоа е лага. Местото е веќе купено, веќе е приватно, купено е како што е купено, тоа треба да се испита, значи правен тим да се и економски тим да се инволвира, да испита на кој начин тоа е купено, на какви лицитации е дадено, колку тоа фактички чини или чинело, да им се даде точни проекти и точни рамки на инвеститорите, каде и што можат да направат. Дали е тоа во рамки на општина Центар или под ингеренција на градот? Центар. Дали ти би можел нешто да направиш? Јас ке се заложам без разлика. Дали мислиш дека е све загубено, дека е до толку веќе? Не. Затоа што зошто не е се загубено? Сега ќе кажам. Затоа што еве видите по политичкото милје кое се појави. Се појавија разни независни. Се појавивме ние како твоја со наши листи, се појавија шанса за Центар, се појавија Зелен хуман град, се одвоија дом со ЛДП. Значи, наеднаш на големиве партии им се дешава една пасокизација, наеднаш луѓето почињаат пасокизација. Точно така. Добар. Се дигаат и викаат дека овде нешто не чини. Ако мене по некое огромно чудо, бидејќи машината на владачките партии е огромна, ама ет, по некое чудо, ме одберат како градоначалник, јас ќе направам инклузивен совет. Што значи тоа? Тоа значи, во инклузивниот совет да се вклучат и сите оние кои не се вклучиле во трката или не освоиле ништо во трката. Да ги дадат своите проекти како граѓански организации. Тоа е форум. Они рекламира општина Центар поготово и град Скопје поготово. Кажува, граѓани, со ваши проекти дојдете, ќе ги разгледаме, ќе ги прифатиме. Одиш со проектите им, ги даваш и тие ги стават во фиока и чао. Или на сите проекти само ги наоѓаат маните, на ниту еден проект не кажа што е доброто во тој проект. Јас сум 100% сигурен дека она што го добиле не било све глупаво, па тие луѓе што им ги давале проектите се исто интелигентни луѓе со завршени факултети. На листите имаме луѓе кои што се инженери, имаме луѓе кои што се урбанисти. И што ќе биде со Треска? Ќе предложиме. Ако бидам јас градоначалник, ќе предложиме што ќе биде со Треска. Ама тоа ќе го кажат луѓе кои што имаат диплома за тоа. Ќе можеш ли, чекај, ја не си ми јас. Чиме тоа приватизиран? Не можеш ти, немаш никаква правна космичка сила тоа да го спречи. Ние треба да издадеме дозвола за градби таму, така? Да. Па затоа ние ќе им платени се комунали. Ќе видиме. Не знам до каде е отиде на таа работа, не знам дали проектот е поминат, што го дале. Истото потполно. Извини, Holiday Inn е платен и се комунали. Тука можеби ќе имаме проблем, бидејќи треба да докажеме со правен тим и кој што ќе се занимава со законите, да докажеме дека тоа не е добро за општината. Зошто? Прво ќе имаме преоптеретеност, имаме страшно сообраќајно лудило. Све е тоа во ред, не можеш да го набројуваш. Град во град. Но зборот е дека ја не гледам правно како уопште законски, освен ако не формираш терористичка организација, па не знам што друго. Ја ти кажам дека легитимно ништо не можеш да спречиш. Дејќи историската шанса Петре Шилегов да стане за веки веков запаметен за нешто добро во градов требаше да ја сруши по мене. Требаше да ја сруши универзална сала, на местото на Треска да изгради нова сала, мултифункционална, како таква, каде што би било со сите придружни и содржини, бидејќи на она место онде нема каде луѓе да застанат, а не па да дојдеш на некаков настан со автомобил или со нешто друго. Тоа е таква мизерија од ментален склоп. Пауше кога видни Скопјани, јас сум настапувала како девојче на Развигорче, ја имам емоции, треба да остане. Добро, што ми имате емоции, ние ќе го зачуваме тоа. Извини, молим те, имам ја, знаеш колку проливи сум протерал у еден кенеф у Мажармало. Па знаеш какви емоции, па и другарите тука сите се пуневме, па дајте кенефот да го зачуваме, и тоа е историски. Знаеш ли колку минули рат имаме у тоа? Нонсенс бе. Ти збориш
како да е ова Прага, како да е ова град кој, пошто Скопје треба да го споредиш со Прага, нели? Со Лисабон, со Солун, ама таму има граѓанска свест. Овде што живе, ова освен јапонско порно ништо не признава. Кога викам јапонско порно, тоа е да има стискање, да се стискаат на каса, да се стискаат у кафана, да се трљаат едни позади други и така, и се осеќаат. И си видел како се влегуваше? Цел живот така се влегува во универзална сала. Да. Сите се буткаат од сите страни. Извини, перверзно ми е, човеч. Перверзно, пола метра разлика барам без корона. Не со корона, 3 метра. Има уште еден момент. Нема свест овие граѓани. Ја гледав кампањата прва на Петре Шилегов кога идеш. Значи, иде у Капиштец. Иде у Капиштец. И сега Капиштец. Тоа е најперверзната населба, која има поголема густина на километар квадратен од што Токио. Значи, немаат игралишта, имаат паркинг кој уште ги стадат оние коцки со дупки, демек трава ќе растела, и тоа кој ќе им се раскашави, ама така било 82 направено, и тоа да останело така како што е, наместо да го асфалтираат. Тодорович им направи, барем им направи двојни гаражи за ова, и искачаат граѓаните, што сакате да ви направам, да ги срушиш галеите. За кого бе збориме сега? И сега тие заслужуваат зеленило нешто да им направиш? Не е заинтересиран. Или, види, твојата идеја, секој кров да има некаков локалче, нешто да ова. Тоа е супер шема, одлично. Ма не, дали сваќаш дека овој народ сака у 8 саат да заврши телевизиската програма? Друже Тито, благодариме вечерва што не гледавте, лека ноќ и пријатно, се пуштаат последните вести и легнуење на спиење. Не, мислам, нонсенс. А од друга шизофренија има 10 кафани среде центар у Капиштец кои им сметаат со гласна музика. Па браво ги затвориле. Па каде треба да бидат кафаните? Извини. Каде е ноќниот живот ќе биде? Ако не е во центар, објасни ми каде ќе биде. Од друга страна, имаш строг центар во круг на клинички центар. Имаш 4 кафани со музика кои пуштаат до рано сабајле. Во круг. Дефинитивно животот на Скопје се смени поради тоа што се смени демографијата на Скопје. Така ли е, Јанко? Не знам, битолчани или се криви? Кажи ми сега. Битолчани, битушани, струмичани. Пак е речен, се работи за некои стратегии за кои што ние немавме појма, односно ова се што го правиме ние у Скопје, еве ај малку ќе расшириме темата за да стане јасно со пример. Новиот трговски кај Саем. Го изгубивме Саем, кој што ни беше, да речеме, место каде што имаше и ноќен живот, имаше и технолошки сајмови. На тоа место Саем имало ноќен живот. Имаше журки, нови години имаше таму, имаше све. Objection. Па журки каде беа? На Саем. Кои журки? Сите журки, концерти големи. Не. Метрополис Арена Саем. Сега. Добро. Изезај, Метрополис Арена 10.000 луѓе. Не се. Тоа не е ноќен живот, тоа е концерт. Тоа е инцидентно, тоа не е секоја вечер. Ноќен живот е секоја нова година беше таму, во ред ке се надоврзам тоа не е ноќен живот. Ноќен живот е ја и ти се после ова идеме сега и шема. Само да нешто да ти кажам. Кажуј. Доколку тоа сето беше у Штип. Добро. Ки имаше прилика скопјани малце да го видат Штип, да се отворат нови работни места во Штип, малце Штипјани да видат нешто поразлично, може ќе им рипнеа платите тамо, можеби немаше да ни биде проблем сега за 40 минути се стига со кола до Штип, ќе има нешто ново, нешто спектакуларно. Значи, они го продадоа Саем, кој што ете беше некогаш и Саем на книгата, за да после тоа да биде паркинг на книгата кај Борис Трајковски салата. Ние ги работиме овдека, работите кампањски. Одлуките ги донесуваат градоначалниците во ноќниот живот во кафани.
Па, договорче, стекче, коњско ли било, бизонско ли било, секој си знае како што треба, вака ми направи приеска, ти кажав, бујрум, ти дам станче тамо, намо, све се ова шпекулации, меѓутоа и некако јавни тајни, знаеш, по градов што се шушка. Е сега, и после се запрашуваме, овие не заслужувале ова, овие не заслужувале она. Сите заслужуваме, нема предлози. Едноставно нема предлози. Луѓево не искачаат на гласање од една причина што имаат аверзија прво према политичка партија, а од друга страна фактот што ти го кажав, се појавија сега граѓански иницијативи, од сите страни имаме најмногу листи у последниве 10 години појавени. И сега, значи, луѓето бараат некоја алтернатива, бараат решение некакво. Дали ние тоа ќе им го понудиме? Како они ќе гласаат? Еве ти да се надоврзам. Како они? Ти си вториот човек што јас гостувам во телевизија. Ние до сега имаме направено, например, 4-5 преса, ниту еден медиум ни нема дојдан. Со ОПС разговарам, ни дадоа 800 евра да пуштиме реклами у етер. Ние немаме кај да кажеме. Имаш 800 евра. 800 евра етер. Дава или да ја прекинеме? Етер, не пари, етер. Етериум имаме. И сега треба да се бориме против онаа машина што ја збориме. Значи, и ќе дојат некои, шо бараш ти у политика? Уствари знам како. Емисија ја завршуваме, бесплатно гостување, сакаш снимка? Опа! Снимче. Тоа е мојавет. Мислам дека пак јас ти нафрлам, знаеш, поише не те оставам ти да збориш, ти се мешам превише. Ама гледам за жал си дискутирам, а не би требало да дискутирам. Ти би требало да ми држиш лекции. Треба малце поагресивно да настапиш. Извини. Например, основниот проблем. Зошто мора да е власта во главниот град? Зошто, например, главен град на Турција кој е? Јас би сакал да ја направам Анкара. Ја би сакал да ја направам Битола, тој е градот на конзулите. Зашо малце Битола да не биде главен град? А зошто сега требаше јас да спомнам? Што не го извади дека зошто не рече дека во Скопје собранието треба да се пресели во Битола, дека владата треба да биде во Битола, собранието и извршната власт таму, затоа што има поле, стави ги таму близу рек, малце нека им дише. А ние овдека во центар ќе си имаме, мислам, еден убав хотел, казино, ќе го направиме таман, ќе биде. За носење ли ќе биде? Не, ја мислам дека ако не ставиме барови со шипки у собрание, ние имаме онтолошко промашување. И тоа онака мултифункционално со кино, со еротика, цела ноќ, со шипки, одговара местото прекрасно е. Втора работа, мојот предлог, никому не му текне. МКЦ каде се наоѓа? Секунда. Имам една како да речам, еден постулат за кој се заложив и тој се вика вака. Не го чепкаме МКЦ. Па знаеш што? Црепови сте. Значи, МКЦ се наоѓа помеѓу МАНУ, МРТВ, суд и местото за проституција. Дали нешто од ова у таа тиква на младите ви влага дека тоа не е место за младински културен центар? Мислам, како не, ја од 103 го зборам, извини. Да, знам, ама не гледам тоа проблем као таков. Пошто гледам немаме веќе презентација, па правиме муавет. Сега јас си ведам. И МКЦ треба да се наоѓа во строг центар на градот, на местото на дом на АРМ. Зошто во сред центар имаме еден чир од објект кој го гледате, никој не го перцепира. Еве ти без пари од мене, иди, дрочи ги сите. Од 103 го јадам овој бурек. Значи, само треба да го замениш дом на АРМ и МКЦ, да ги сменат местата. Но дом на АРМ е ставен од она време тоталитарно, а ние очигледно, не само ти, ја, сите размислуваме, дека, окей, зошто, што да правиме проблем? Ставен е таму за да има армија, да има полиција и специјалци, ако народот се побуни да се брани собранието. За тоа служеше.
Затоа таму се стално стационирани кога доаѓа густо. Не се по кампањолите. Таму ги пикаат. Ја барам МКЦ да биде на местото на Дом на Арама, има плато секој ден за свирки, има кино, има сала, има све што треба. Не, МКЦ, Моронштина. Зашто? Штафетата сме ја чувале таму 75-та, да си ја пикнете кај што сонце не ја фаќа и центар да си остане така. И само ќе слушам наредниве 30 години како кукате, наместо за младите да ги ставиме у центар. Секој бенчо ќе свири. Ако е зимно време, макар кој поминуе нешто низ град, шета, улица Македонија. Што се дешава бе у Дом на Арама? Ништо. Епа, значи, свири бенд, ќе го чуеш. Баже направил метал бенд, свира сега, еве ги пола сат. Ај ќе застанам да ги чујам. Ама сам кажеш, потргаш од менталитетот, односно, можеш да си ги кажеш аргументите зашто тоа не било така. Тоа не било така, бидејќи улица Македонија е резиденцијална. Значи таму живеат луѓе во зградите на улица Македонија. Да, затоа треба да има Дом на Арама. Ја ако ставам тамо бендои и да вежбаат, by the way, проектов ако ме прочиташ на Твитер, јас го предложив ова да се случи, ама на место на бараките на општина Центар. Затоа што тоа е, да речеме, или на место на бараките на град Скопје. Уште подобро, бидејќи си подалеку од резиденцијална зона и може тамо да се направи, а за овие другиве да се спојат у еден објект. Малку ли објекти се дигнаа во времето на Груевски, па сеаат повеќето празни. Ние едноставно останаа така, останаа и фасадите така недоградени, остана така ругло да биде 4 години. Требале да бидат и барокни, требале. Па има елоквентни луѓе. Имаме легендарни кафани. Имаме легендарни Ван Гог. Има сегде. Тоа остана улица. Таму треба да се собираат. движат, нели, одат на кај Па парк. што глуматаме Боемска улица? Немаме Боемска улица. Јас веќе го кажав, и јас ќе го предложам. Дебар мало направи го ако го направиш Боемштина и до 10, па е него и тоа е резиденцијално. Па е него преполно со кафани. Ама значи може да се направи. Ние имаме и друг проблем. Може синергија. Авирзија. Ти знаеш ли каде е корзото, главното корзо у моментов во градот на младите? Силбо. И ние градиме сала, наместо да направиме парк. 10.000 деца да има кај да се собират, бар да ги гледаме, бар да бидат под камери. Вака трчаме дали се наводно, дали у некоја кафана се дрогира у вецето, или е во градски парк, не можеш да му го фатиш крајот. Види, имаме и политика со која мислам дека искрено и сакам да поднесам една иницијатива, водно повеќе да нема коли. Значи наводно да стои со велосипед. Ова ми е познато, ова веќе го кажа има многу Шилегов, Трифун Костовски. Ама никој не го спроведе. Затоа јас затоа не сакам да ги обеќавам оние исти обеќања, знаеш, да се навратам апропо претходните теми што ги дискутиравме. Ние тука имаме основен проблем со подземен катастар. Со подземен катастар, ние немаме подземен катастар. Улици по 10 пути се асфалтираат, не се средуе канализацијата. Се прави ностоп едно те исто. Едно те исто. За комуналиите да се вратиме. Кога си плати некој комунали, прави штрафти по улицата, прави штрафти, тие најфушерајски можно ги затвара, ти возиш точак многу често и многу често знаеш како тие дупки изгледаат. Ја не знам, ама ми знаат моите полови органи. Ете ти. И сега, се што се прави, трга од една безидејност, едни кампањски решенија и буквално, моментално на политичкото милје како оригинална програма нема. Имаш ли советничка листа? Копи-пейст, све е копи-пейст. Настапуваш и со советничка листа? Да. Кој се на листата? Григорова е на листата. Добро? Да, она е носител, она ја правеше листата, верувам во нејзините избори, таму имаме луѓе кои што се ангажирани, наречеме, повеќе во енергетиката, имаме човек кој што у Страсбур го доби спорот на луѓето кои се жалева, на кои што им беше наплаќан паушал за парно, ама све е тоа џабе, мислам, све е тоа џабе кога ние немаме политика што ќе го стимулира народот да оди во некаква насока. Што ќе бидат вашите основни насоки да го направите ако ја добиете довербата, ако вашата советничка листа биде доминантна, ако ти бидеш грбоначалник? Моите постулати се многу едноставни.
Јас се заснувам на 3 постулати. И тоа е професионалност, ефикасност и експедитивност во извршувањето и транспарентност во извршувањето на своите обврски. Значи, јас како градоначалник нема да бидам како досегашниве, што ќе тура потписи на што ќе му сервираат. Јас ќе ги информирам однапред граѓаните за тоа што треба да се направи. Дигитализацијата ја зборат како да е ракетата на Елон Маск. Уствари дигитализацијата и јавното под наводници присуство на луѓето во советот, собранието или што и да прави општината веќе ние на еден клик. Не мора да измишљаме ништо. На Facebook, на Viber, на милион платформи имаш да пуштиш лайв. А они ни прават од тоа баук. Јас се вратив сега од градче од Ужгород од Украина, кај што дигитализацијата за 3 години е завршена приказка, каде што се виш имаш на мобилен телефон, листаш и ти е достапно. Ужгород во земја која е во воена состојба, земја која имаше таква инфлација, таква флуктуација во вредноста на нивната валута, хаос. Ја културен шок добив тамо, Јанко, еве, отворено, искрено ти го кажувам. Поставување адекватна урбана опрема. Урбаната опрема поставена рецимо во градски парк, тоа се едни канти вакви како цвет. Таа понекако имат наука за ова, цела наука за ова има. На некаков начин на народот му тие канти, конкретниот модел му предизвикуваат агресија. Што се дешава, доаѓаат децата или кои да и ги чепат, вака ги отвараат ко цвет. Они ги купија 2 пати, ако не ги купи и 3 пати, еве не знам. Ставија нови канделабри, каде отидоа старите? Од метал се, зарем тоа не се рециклира, така? Градот купи светла, лед светла за 9 милиона евра преку Телеком, за тоа можеше да блокира комплетно производство, ама ако тоа идеше преку владата со децентрализација, а не се понудеше да се расцепка во јавни набавки. Ме разбираш ли што ти зборам? Концептот, системскиот концепт на функционирање е катастрофа. Еве сега градоначалниците се први да кажат дека сакаат да направат тролеј. Они го викаат метро, не знам што, не, тоа е тролеј. Значи, дали ќе го електричен, било каков, супер, окей. Кај ќе вози? Да ти се навратам на предходното. Му текнуе, правиме улица. Ја правиме улицата, супер свет, джам асфалтирана, после 2 недели искачаат на точак и викаат, а велосипедска патека, нешто да не заборавивте. Трчаат овие одмаковаат, ступчиња, бушат на страната, бележат со овакво. Се бунат другиве. Абе, ѓубрето смрди и ово, она. Купуваат, супер се контейнерите. Ама се 18 кубика. Ги шибаат на велосипедска, трчаат тој позади него, се бунат, абе се ќе удри во контейнеров и овие со жута боја прават. Заобиколи го контейнерот. Ја прават улицата, не ја спуштаат мрежата, интернет мрежата, електричната мрежа, кабловските оператори, не ги спуштаат под земја, имаш, возиш со количка, бандера. И тука немало онакво за подкачување рампа, шљакни 2 лопати асфалт, припрај го, приплескајте го, супере. Колку пати со Стефан Богојев сме разговарали, он е страшно комуникативен, бившиот градоначалник на Карпаш. Му викам, Стефан, ова што го правите е неквалитетно, овие или тебе те лажат, или ти сакаш да не излажеш нашто. Па вие зарем кога одите бе градоначалници, сите бе прашувам вака пред камери. Вака ли одите бе луѓе по улица? Вака одите? Што правите вие? Ве прашувам јавно. Јас кога удам по улица, гледам по земја. И гледам што се дешава. Каде ви е основниот сенс за естетика, каде ви е оние работи за кои што не мора да бидеш Гауди. Не мора да бидеш Гауди, најдобриот архитект у светот, за да ти станат јасни. Збориме урбанистички работи и не знам што. Збориме културни споменици, шљакале тамо, направивме нов барок. Па каква е таа бре небулоза, луѓе? Нов барок. Не постои тоа у светот, али ајде окей. Еве го направивме, ајде да го распоредиме малце, да не биде толку све на едно место, да не вика пола свет Дизниленд ради тоа, значи тоа остава друга една слика, други едни проблеми и така натака, кои што ги гледаме, светски блогови, дојдоа и кажуваат, доаѓаат луѓе да се смеат. Зошто да оставиме? Ние бевме човече, имавме епитет ако ти тикнува на господин Данило, покоен, досие Скопје. Коцевски. Да, Данило Коцевски. Тој направи досиер Скопје и тамо кажа, Скопје го имаше епитетот на мал Лондон. А сега Скопје го има епитетот на Дизниленд.
И све дозволи ова, ми. Само да завршам и ќе ми Данило тоа го рече за пред земјотресот. Нема проблем. Скопје, не после земјотресот. После земјотресот си стана Годзила. И сега што се случи? Ние сите тоа све готово чичавнича забораваме, тргаме у некаков правец, најна се менјаат едни втори, не знаеме кај треба, окей, нема проблем. Нема проблем. Конечно, треба да дојат луѓе што ќе знаат да изменаџираат пред све со кадрите што ги имаме, затоа што тие луѓе кадарни си одат од држава, више немаат нерви да се замараат со овде. И овие сега што работат се исто професионалци, ама партиски определени. Како кај ќе ги измислиш сега ти нови кадри на архитектура која е 99% под владение на една партија и влијание, или сега други стручни лица или кои лапале, си изналапале нели разноразни нели проекти и така натаму преку таа власт, и дека сега он нешто ќе иде против тоа. Мислам дека тоа невозможно мисија, но ајде да се задржиме. Ме фасцинираше од сево ова што го кажуваш. Прво ме фасцинира што стварно го познаваш градов, детектираш работи што се реални и точни, иако збориш и за општи работи, ама значи јасна ти е ситуацијата. Ја можам тоа да го потврдам затоа што сум ја центар. Затоа што ја морам да гледам надоле, иначе ќе удрам у дупка, ќе погинам. Салто од напред. Така, со точак. А на моја тежина, ја ако паднам, скоро нема да стане. И бази, кој ќе биде крив? Ти можеш да го тужиш градот и да земеш пари од тоа. Па зарем тоа, еве, кучиња толку рекламираа, лајки, мајки, шајки, пак има искасани, не знам колку илјадници и милиони, ако не се више, не сум проверил денари. Извини, си бил по други градови, така? Дали во другите градови има така љубени и сакани суштества, најдобри човекови пријатели кои шетаат слободно по улиците низ строгиот центар на нивните градови? Факт е дека нема. Факт. Еве сега ќе одам во Белград, ќе одам после тоа средина на ноември во Минхен. Јас од тамо, јас сум должен према мојата омилена Твитер заедница, им ветив. Ќе ви сликам, бидејќи не сум бил ради коронава, нели, пандемија фати, можам да направам една споредба меѓу оној последен пат кога сум бил во Минхен и Белград и сега после коронава кога ќе ги посетам и ќе видиме тамо што се случува, дури имам и кого да прашам што се случува и како го решиле проблемот. Како го решиле проблемот. Не ми се веруе дека сегде во светот е решен проблемот со кучињата скитници, само во Скопје не може и не смее да се реши. Еве ќе ти кажам. Ние имаме во општина Центар конкретно, знаеш ли колку многу прекрасни ветеринари имаме во Центар? Не знам, да, љубител си на животни? Абе, ја имам 100 животни, чувам дома, сега цел живот сум. Значи, мачки и кучиња. Да ги рекламираме малце? Слободно кажи ги. Вет свет, го знаеш, Диме, значи има многу... Него Диме ми у близина. Да, ги знаеш, тоа се фантастични луѓе кои што дале душа, срце, професија, професионалност да спасуваат животни. Луѓе им носеле кучиња, мачки од улица, удрени и така натака. Па се сетили општината да рече, дајте луѓе некако да одвоиме од буџетов средства, ве покануваме на една дебата, да одвоиме средства и вие да ни го решите на некаков начин овој проблем, односно да го решите со стерилизација. Па нели Коце тоа го правеше со стерилизација, плаќаше на ветеринарните служби да ги стерилизираат кучињата. Он плаќал, повторно се појавиле, повторно значи треба да се направи. Повторно треба да се направи. Повторно имате несовесни граѓани кои што не сакаат да ги чуваат милениците, ги пуштаат надвор во градот, тие ќе се спарат со друго куче што е улично такво и се појавуваат тие на улица за жал. Имате ќе чува некој маче, ќе го пушти, нема да го стерилизира и така натака. Тоа е проблем, на пример, кој што можеме да го решиме и во она инклузивност што ти ја зборев. Значи, ако во Советот внесеме луѓе кои што се стручни за оваа работа, имате многу организации, Анима Мунди, шепасти ентузијасти, еден куп има такви. Не се покажаа многу и не се популарни меѓу широката јавност. Видете сега, може би нивното делување е екстремно, но верувам дека можат многу да помогнат во решавање на проблемот. Верувам дека имаат добри намери, но начините и честото хистерично однесување на терен делува негативно меѓу нас граѓаните. Знаеш како? Убава е оваа порака што ја кажуваш, се надевам дека тие што ми се пријатели од сите тие организации ќе ја сватат искрено
некако навреда, туку како една добронамерна критика да бидат поблаги во Знаеш нивното зашто? делување. Ја можам да зборам затоа што не смеат мене, бидејќи повеќето и ме знаат дека ја цел живот сум со животни. Значи, не можат да ме етикетираат како мразач на кучиња или на мачки. Напротив, само куче или мачка без собственик пуштено надвор е негово мрцварење. Таа нивна филозофија, злато душа, нека си седи, не, ќе го здомиш или ќе го згрижиш. На улица, не. Тоа страда под тркала, ќе се исплаши, ќе касне некого, тоа све го знаеме. Се случува. И за крај уште еднаш само едно наврати ми се најоригиналната работа и многу добра поента ти беше. А тоа се фасади со фотоволтаични панели. Ја не сум го знал, ти благодарам, ме просветли вечерва, дека зградата на ФСМ во Ново Лисиче е кровно и вертикално и хоризонтално направена со фотоволтаични, што предпоставувам нив им носи огромна заштита за грејење, за ладење и ми ја намалува сметката. Да. Колку е тоа остварливо во центар и колку тоа може бенефит да им дојде на граѓаните, например, дали збориме за згради, бизнис центри или збориме дури и приватни згради ова да го има? Можат и приватни згради. Ние имаме мерливи податоци од луѓе кои што се Те наши. молам образложи го малце повеќе за крај. Тоа имаме мерливи податоци од луѓе кои веќе направиле такви имплементации. И можеме точно да утврдиме према нивната конзумација, а не е мала. Сега да не пуштам реклама за кои згради се работи, кои што веќе има таква имплементација. Можеме точно, софтверот е веќе толку софистициран, што можеме точно да видиме во кој момент која зграда колку штеди или колку предава во мислиш на комерцијална новата? Точно. И јас сум бил на кров, сум го видел системот, сум ги видел параметрите. Никсон го ставиш, го правиш. Точно. Така? Точно, он ја правеше и целата наша зелена програма и човекот е фантастичен во тој дел. Друго нешто сакав да кажам. Ние во оваа држава се функционира под притисок. Под притисок. Сега моментално немаме закони кои што на луѓето ќе им ја дадат оваа слобода. Сите се излажани дека нашите буџети се мали и така натака. Но видете другите партии што направија, дури на една стана зелени. Така? Зошто? Ќе го видиш како пин твитка и мене. Значи имаме светска стратегија на европските фондови, на UNDP и други фондови кои што тек допрва ќе инвестираат во држави за развој на зелените технологии. И овие искористија прилика да се префарбаат. Зашто? Бидејќи тек сега следи голема инвестиција во насока на зелената енергија и во насока на зачувувањето на природата. Било да е таа во или околу градот. Го гледам, UNDP Climate, која ви вика, Гогиче, има фондови, ама нашиве се неспособни, вие не, нема пари. Многу си во право, пари има, значи цел свет нуди за зелена енергија, за ова, само треба некој да седне и да сработи проект. Точно. Работата е неписменост, дигитална, јазична и ниско ниво. Јасно ми е зошто си другар со Никсон, со Антов и со овој, кажи го, се блокирав, лондончанецов. Стевич, да не го кажам Спасич. Стевич. И они се, навистина ми се допаѓа како размислувате. Не знам дали ќе имате шансата, се надевам нема да бидете злоупотребени само да одземете некому гласови за да му ги дадете на некој друг, туку ќе направите некоја промена, да бидете барем присутни, ќе биде добра работа. Пријатно сум изненадан, прв пат те гледам тебе, се запознавме вечерва, извини зборев малце повеќе, ама како да ти кажем, затоа ти дадов простор каде што во оваа кампања никој повеќе нема да ти даде. У минутажа имаш 45 минути твој, 20 минути беа мој. Многу ти благодарам, Јанко. Се надевам дека ќе се сретнеме во вториот круг. Уствари, не смеам навивачки. Многу ти благодарам за шансата. Се надевам дека гледачите на твојата телевизија има прилика да ме запознаат малку одблиску, да видат кои се моите квалитети,
да запознаат дека се залагам на вистина за професионални и долготрајни решенија, дека сум професионален во менаџирањето и сите мои вештини ќе ги употребам најдобро што можам и знам да собереме тим кој што ќе функционира на долги стази. Затоа не ни требаат мандати и затоа не ни треба партиска книжка. Уште еднаш, благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.